денеска во боите на кампот на Џорџ, единствениот ракометен камп во Македонија. Така е? Со него да започнеме. Тој е континуитет на оној камп што го почнавте пред 10 години? Да, 11, 10-11. 10-11 години. 2015 беше првиот на КВ7. Па да, на некој начин е континуитет, пошто луѓето кои што работеа во како организација, да речам, на чело со мене како прв меѓу еднаквите, е некако континуитет. Тој, знаеме, 2020 требаше да се одржи тоа 600-то издание, беше COVID, па 2021 исто, уште не беше до средена работата и нормално во тие ситуации ти не можеш да правиш камп или со тие сите мерки што беа и немаше ни потреба да се ризикуваат во таа ситуација да се прави нешто и после тоа се оформи ракомет за секое дете септември 21 и беше некако нормален тек на настаните. 22 јуни, крајот на јуни беше првиот камп 40 на 20 за кој што сме кажале неколку пати, што значи тие што се во ракометот знаат што е 40 на 20. Парцела. Проблем во Македонија. Да најдеш 40 на 20. 40 на 20 проблем во Македонија, да, проблем и така со главна парола дека ракометниот терен 40 на 20 ќе им стане на децата како еден дом, нивно место кај што тие ќе поминуваат одредено време во денот, во еден период на младоста, додека се млади, до некои 6-7-18 години. После тоа на кој како му е... Имаше некоја статистика груба, од прилика колку деца до сега поминаа низ кампот? Па груба, ако поминале 4 кампа, негде по моје мислење 450, 440 деца, со тоа што првите години имаше некој 80, па 100, па последниве 2 години 120, годинава исто. Јас знам дека имаш еден благ притисок околу бројката. Да, последниве 2 години е ситуација таа кај што ја одново се изненадувам со интересот, ако пред 2 години за 5 дена се наполна кампот и сепак кампе не е ова чоколада не купуваме или не е нешто што ти така може да очекува за краток период дека некој ќе се одлучи или ќе се наполни на таков начин без разлика. И викам после ова 5 дена што е следно, минатата година беше за 8 сати, што пак беше голем шок. И ова година 2,5 часа помина, се појавија децата и сега од тогаш наваму имаме притисок. Оние како викаат за тренериве, за селекториве сладки маки, ама не се баш сладки затоа што јас секогаш и со родителиве кога зборам, викам ние лесно ќе се разбериме. Има, нема место, зошто не хотелот е голем, има капацитет, хотелот има капацитет, немаме терени толку. Така да, ама на дете како ќе му објасниш и така да сега тоа е не се. Добро, ма ти попушташ помалку, зголемуваш секоја година. Така не Лани прв пат зголеми, значи ако преклан имав 100, имавме 100, сега лани пуштивме уште 20 повеќе со тоа што нормално обезбедивме терен тука има основното училиште во Пештани салата. Аха, и тоа е интересно. Лани за прв пат беше на нова локација. Нова локација, да, во Десарет. Со години бевте во Аквалина и некако као да ја надраснавте и капацитетот и игралиштата. Овде некако склоп на околности, значи имаше предности Аквалина, значи теренот централен беше стварно добар. Проблем беше вториот терен, кој што со тек на времето беше се понеквалитетен. Кој бил таму на кампи, кој бил во Аквалина, знае, има еден терен со асфалт на кој што ние местевме герфлор. Мала импровизација. Да, герфлор, ама тој герфлор веќе беше истрошен, беше неквалитетен и ние што и да правевме, не можеме да го адаптираме да има квалитет. Доека вамо во Десарет, ама се па добро, во Десарет реално луѓето тоа што им побаравме да ги покријат двата терени со гума, со акрилна гума. Акрил некој технички не го разбира, надворешна подлога за тренинг, тие го направија. Еден голем имате убав централен терен, 40 на 20, еден помал. Еден мал за тие дечината што се да речам мини ракоме. Тука е салата што ја спомена. И салата во Светинал Мохридски, која што е солидна сала
за индивидуален тренинг е солидна сала, значи И згора на окей. сега користите и билјанини билјанини извори. извори, да, и билјанини. А лани го користевте и кеот. Значи, добро, тоа беше за малку да го популаризираме ракометот, нели игравме на плоштад, играат децата, најмалите играат, така да имаме и фудбалско игралиште со трева, вештачка веднаш во терен. Таму работиме онај делот што е со Марко Неловски, нели превенција, припрема за тренинг, пред да влезат да работат децата, големите групи индивидуално, пред да влезат, таму работат. И тоа ми е интересно, сега на камп децава, вие ги учите и превенција. Тука малце мене не ми иде само. Врзане, работата е врзана, ти можеш да тренираш и да научиш нешто, и нешто да слушниш, и да го отвориш мозокот на некое дете во однос на тоа, нели, каде треба да се коригира и така натаму, затоа што може за луѓето што не знаат, големите групи, така наречени големите групи, а тоа се деца сега 2009-та, 10-та, 11-та и некои 12-та, се групи кои што работат строго индивидуално на кампот. Значи работат по 4-5 деца во група на позиција, бекови, бекови од тој аспект, и нормално голманите си работат со двајца тренери и се сапорт на тренериве кои ќе треба нормално шутнат на гол. Така да од тој аспект сакам да кажам, децава мора да ги помене, да ги едуцираме како да се спремат за тренинг, особено додека чекат в сала да влезат, доаѓа нивниот термин, додека се дома, имаат слободно време, било каде, да научат дека треба да работат вежби кои што ќе им обезбедат некаква превенција од повреди, а и како да се спремат. Знаеш како е во саливе, кај нас влегуваш на стоперица си, тренерот под притисок дека треба да изработи, многу често се случува да имаш 1 час или час и 15 имаш и така натаму. Значи, што побрзо да изработи тренерот. Во таа ситуација треба да ги едуцираме децата пред да дојдат на тренинг, кога се во сала на трибини чекаат да дојде нивниот термин, да работат дали со гума, дали со било што, да се подготват за да не дојде до ситуација, а од друга страна се деца кои што се млади, мислат дека се може да направат, нели светот е нивни, и тука настануваат доста повреди, рамо и така натаму, не само рамо, и колено, и зглопи. И тоа ни е идејата, еве од годинава имаме, сакаме со Марко, кој што, ето, го спомнав предходно, Марко Неловски, нашиот поранешен репрезентативец, еден од најголемите таленти, сега многу потентен тренер. Сакаме на децата покрај тоа што ќе го работат таму, сакаме да им направиме еден проспект, да им подариме еден поклон во вид на гума, за кој ќе одат дома, да продолжат тоа да го работат. И така, еден символичен, да речам, подарок, една символична работа која што ќе им биде, значи не кампот ќе дојде и ќе заврши. Тоа е 7 дена, тоа не трае нели преку целата година. Нешто да остане пак да остане. Како навика да стекнете на навика. И во таа насока се во таа насока и кампов, сега кога збориме за големиве, помалите си имаат друга филозофија. Кај помалите вас ви е битно да го засакаат ракометот, да останат во сала, да не отидат на ритмичка гимнастика, пливање, карате и игра орна. Така, тоа е најважното. Сега ние овде сме и на ракометен подкаст. Факт се бориме за секое дете. Мене ме интересира ракометот. Мене ме интересира на некој друг го интересира кошарката. Ние ќе се бориме со легални средства и да децата бидат во нашиот спорт, затоа што не знаеме кој од тие деца утре е потенцијал, а и да не е потенцијал да остане во спортот до 6, 7, 18 години додека се изгради. Сега, филозофија во однос на кампот зависи од возраста. Значи, ти имаш деца кои што многу ќе им значи сите гости што ќе дојдат таму, што ќе работат 1-2 тренинзи со некој, со Милан Лазаревски или Ненад Костевски или Мартин Серафимов, и кај нив да дојдеме во ситуација да тие што се вика го подигнеме нивото на интерес кај нив, кој ќе се вратат дома да. Сега тие најмалите, најбитна е дисциплината на заедно на тренинг, заедно на јадење, нели, местиме со ова, се грижиме за собствена, нели, хигиена и нормално се забавуваме. Ние мора децата да се забавуваат таму, особено оние најмалите, значи имаме базен, плажа, игри и така натаму. Се овие големите си имаат друга филозофија, кај нив е многу важно, детали се важни, значи кај нив може еден разговор, неколку тренинзи во однос на тоа што не го слушнале од својот тренер некаде низ Македонија или во странство, тука да слушнат нешто што во иднина ќе го имаат како ситуација на која што ќе работат. Така да
немаме ние илузија дека децата се ќе научат на кампот. Периодот е тој 7 дена, тој се 14. Тоа е интересно, го зголемивте оваа година за еден ден, така? Да, го зголемивме под притисок на родителите, затоа што на борење на публиката. Да, минатата година забелешката беше многу е кратко, многу кратко трае да биде 7 дена, така. Точната дефиниција е брзо поминува. Не е кратко, 6 дена се, не е воопшто кратко. Па добро, сега јас секогаш викам зависи од која страна си. Ние што сме таму и имаме одговорност голема, не ни е кратко затоа што секој ден трае многу долго, од 6 часот са бајле до 12 на полноќ, ние сме тука и без разлика се, да не дојде дека се жалиме, не се жалиме, ние сме таму отидени. Тоа е многу важен квалитет на кампот е дека секој што ќе дојде на кампот, барем досега што разговарам и пред да дојде и кога ќе дојде, ние не ги именуваме тренерите што е заправо многу, затоа што внимаваме кој ќе ни влезе во кампус, затоа што енергијата што ќе ја донесе децата ја чувствуваат, така да од тој аспект одговорноста ни е и од ова што разговарам со родителите, одговорноста ни е многу голем квалитет. Посветеноста и свесноста на тренерите дека тука сум дојден во служба на детето и се ќе направам овие 7 дена неговите очекувања да ги оправдам. И сега, значи, на овие тренери ние што ги имаме... имате едно 3-14 тренери, а сколку што... мислам дека ова година ќе бидат 17, со се нас логистика 20, не рачунајќи ги тука нормално гостите кои што ќе дојдат уште 7-8 души и не рачунајќи ги тука двајцата гости кои што ги планираме, здравие Боже, до јули месец има време, а тоа е Љубица Георгиевска Хансен, значи тоа е нашата прославена репрезентативка, сега веќе 20 години и поише во Данска. Работи со девојчина на пред некоја година нејзината екипа донесе во Скопје, игра пријателски со пионерки, со кадетки, игра со Металург, со друга екипа, со Жарако Металург игра. Така, јас некако тоа ми е работа да Таа ќе биде гостин или гостен тренер? Значи таа ќе биде гостин 7 дена, ќе работи со, јас ја кажувам како гостин затоа што не е резидент на кампов, не е како Никола Маклиевски, Кристијан Грчевски, Владимир Лигоров, Јуле Црвенковски, да не ги редам сега, нели 15 на тренери кои што се, овие се гости кои што годинава. И исто така пред 2 години беше Владан Јордовиќ, сега, значи минатата недела разговаравме, се во ред, вика, за сега јас сум таму, планираме што ми е особено драго, затоа што е може сериозно име, значи многу сериозен лик за балкански услови и тој ќе биде таму и тие секако ќе си работат како и сите останати тренери по програма која што ќе зададат, нели Никола Маклиевски не е некој прв меѓу еднаквите меѓу тренериве и тој прави распоред на дневно ниво затоа што гледаме децата што работат индивидуално, а и овие групно што работат, да не работат со исти тренери. Значи секој ден се ротира тренерите, пак ќе кажам, се со цел да слушнат нешто ново децата, да и тие многу ми се важни овие тренери од надвор, од аспект на нешто ново. Сега Љубица работи 20 години во Данска. Значи Данска во ракометот е таа што е. Така да можеме да бидеме сигурни дека влегла во системот таму ќе научат. И дека вклучувајќи ги и тренерите дури. Па и тренерите, и тоа го планираме и со Љубица и со Владан да направиме нешто и за тренерите на кампот, а и за тренерите останатите од Македонија кои што ќе ги поканиме да дојдат да слушниме нешто, затоа што овие луѓе, ајде Љубица живее во Данска и навистина е полесно таа таму да се едуцира, претпоставувам и федерацијата локална и регионот е таков кај што тие, но Јордовиќ е човек кој што не престанува да се едуцира. Тој прво како не само што посетува семинари, него тој е предавач на семинари постојано и е насочен за млади категории и е, да речам, наша крвна група во однос на она како го гледа тој на ракометот. Со каква страст и во Србија и во Македонија, дека во насока дека ова треба да биде фабрика за ракометари, што може подоцна да разговараме и за тоа, но затоа викам мене кога тргнувам да барам некој човек во однос на тоа да би бил гостин овде, не го барам во однос на неговите резултати, успеси, популарност или како и да е, него во однос на тоа што му е него доминантна специјалност, а тоа и на Љубица и на Јордовиќ му е тоа. Јордовиќ беше 8 години прв човек на Академија Пик Сегет.
Под него Младински категории. Под него имаше 17 селекции, вклучувајќи и втората екипа на Пик Сегет. Значи тој беше одговорен за 17 селекции во Пик Сегет. Пик Сегет екипа со 10-12 милиони евра буџет, кој што навистина нели има поставено систем на работа и тој беше единствен странец, но од минатата година не е таму и тоа на негово барање затоа што отиде во Бундеслига, имаше кратка авантура во Бундеслига. Кога сме кај странциве, знам лани дека имаше деца од Шарено, од пола Европа, ма без. Сега сме уште пошарени. Ајде. Кажи ги земите. Пошарени. Шведска имаме, пак имаме доминантно од Шведска, некои 20 на деца. Сега имаме нашинчина од Швајцарија, нашинче дете нормално родено таму и едното и од Германија, од Данска имаме дете, од Србија имаме стандардно 3-4-5 деца што идат. Така да Швајцарија и Германија се дечина кои што се наши и ќе биде интересно затоа што не се многу големи по возраст. Значи се некои 12 години, 13, 10. И сега ќе биде интересно, тука имаме задача и македонскиот да го усовршиме малку. Така да тоа ние да, тоа ние се мислам јас се надевам дека нешто знаат македонски, ама и да не знаат нешто ќе ги научиме. Ако не барем нешто што не треба. Стандардно. Така да мене ми се многу важни странците од една страна за да се видиме и ние кај сме. Да се децата наши да малку да и од тој аспект да видат различна култура, а од друга страна сите што идат странци, особено швеѓани, знаат па колку ми се битни македонците да бидат на кампов, затоа што немаме можност многу ние над Табановце да одат децата на камп од икс причини. Така да ние и тие ни се битни, затоа ние некој 25% од капацитетот е за децата од надвор, а другите се наши деца, буквално нема град од кој што нема. Така да Џорџ, ја ќе дојам лани бев, многу ми беше убаво, ќе дојаме годинава, чуе таму една маса. Значи мислам дека беше супер лани. Многу беше интересно. Многу е тешко сега да најдеме. Прво само по себе Охрид како дестинација е стварно сензација. Охрид ни е нас додадена вредност реално, затоа што и децава што идат од Шведска идат со колку идат деца пута 2 родители идат. И тие родители сега нели има што да прават. Така, има што да не знаеш кој е позадоволен и не знаеш на кој на кого го убедува за до година да дојде. Така да од тој аспект да не се лажеме, Охрид е за тоа, клима добра, се тренира и на сонце. Значи, да речеме, после 5 сат од 5:30, Сабајле после 10:30 што во Скопје е невозможно. И од јачина на сонце и од нели загушливост таму е друго. И второ, кога ќе го имаш и езерото е нели друга приказна. Пак сакав да кажам дека многу сега секоја година е се потешко да се помериме, да се поместиме напред во однос на ова, затоа што имаме деца веќе што идат 5 години на камп, ова ќе им биде 5-та година. Има деца што идат од деца во од Шведска што идат веќе 3-та или 4-та година, има девојчина што идат може 4-та година. Така да, знаеш како се плашам дека ќе се заситат, иако знациве што ги даваат не делува така, ама знаеш, секој родител, ја пошто многу комуницирам со родителиве, сакам нече од децава со, значи гледаш различни работи како им се важни. Значи вика ја го пуштам на секој камп детева. Дисциплината што имате многу ми е важна за детева. Значи дисциплина и во однос на дрескот, и во однос на легнување, вика. На камп одат, вика, до 3 сабајле, 4 сабајле, седат. Значи овие наши ви да сака да седи првиот ден, вториот ден, душа не му дава, затоа што реално се работи. Ќе го земиш ти тренингот со Марко Сабајле и поручек како припрема по пола сат, тоа се веќе 3 тренинзи не баре како квантитет дневно, а во меѓувреме сакаш да се избањаш, сакаш да се сончаш, сакаш да седиш со ова, да си правиш нели муавети, да си се дружиш со девојчината од Шведска, со децата од Македонија. И знаеш колку прв ден, втор ден и почне газот да ти паѓа. Така да и од тој аспект ние се трудиме, иако сме свесни дека и тоа е дел од кампот. Ајде сега, кога сме кај нашиве деца генерално, се префрлиме вака си на
направив јас денеска неколку прашања што сакам да ти ги поставам, а да го злоупотребам тоа да си кажам и јас свое мислење на таа тема. Тоа ми е посластица. Последно нешто што имавме вака интересно, одам некако наназад, беше за мене едно стварно добро дерби, ново. Мислам дека се создава, во одредени моменти видовме и по некоја искра доле на теренот, што укажува на фактот дека станува збор за спортски ривалитет. Зборувам за надпреварот Алкалуид Пелистер, значи Алкалуид како нов ентитет спортски, нели, кој што допрва си создава и свој идентитет, и своја база на поддржувачи, и своја приказна, нели, цели, и од друга страна Пелистер како најголем ракометен бренд во Македонија, кој што трета година е шампион во Македонија, игра Лига на шампиони, секоја година бележи еден мал напредок и не чувствував пред надпреварот некаква тензија во воздухот, ниту пред сала, ниту околу сала, ниту во сала, ниту на трибините, немаше многу навивачи од Пелистер, не дојде организирано. Меѓутоа надпреварот како што се движеше, да, меѓутоа надпреварот како што се движеше, измени на водството, па одлепување на Алкалуид, па доближување на Пелистер, онака сите атрибути кои ќе пишуваш сценарио како треба еден дерби надпревар да се одвива, и јас сега на тоа само ќе го додадам шлагвортот, а ја и ти сме зборувале на таа тема често, играчите кои што ја прават разликата. И сега јас вака ќе ти фрлам една ракавица, според мене ја направија двајца во наводници резервисти, а наши деца, така, Самуил Ристовски и Атанасиевич. Извини, само уште ова и ќе ти дам збор, а за Атанасиевич најмалку втор пат констатираме дека влегува и прави огромна разлика. Јас се сеќавам само на 2-3 пати и тоа во Европа, кај што сме збореле дека направи разлика. Види, стварно еден надпревар кој што порано стариот мој викаше за филмовите од Холивуд, што излегува, викаше америчка боза, во смисла нереално. Нели, социјалистички систем, индоктринирани со друго, и викаше америчка боза, као ова не е возможно вака. Ама ако ќе видиш надпреваров од плюс 3 за Пелистер на минус 6, од плюс 6 за Алкалуид, односно плюс 8, и пак на плюс 2 за Пелистер, тоа е ретко кога запамтена работа. На Final Four гледаме такви твистови, да, Лига на шампиони. Добар квалитет. Мислам дека баш како што рече за време на самиот надпревар почна да се создава тензија, и тоа од аспект дека по мене дека мислам дека Галец беше многу битен момент кај што скина неколку топки и на Дејан, и на ваму, и на бразилецот, и некако ја креваше публикава што беше в сала, доминантно, нели, нормално, домашна Скопјани. И сега од квалитетен надпревар по мене, по-квалитетен него нешто го зборевме предходниот пат Пелистер Вардар, зборам квалитетен во однос на пак на двете екипи им значеш. Апсолутно. Значи, никој не сака да биде четврти во Македонија во моментов, а во ова ситуација со овој пораз на Алкалуид му се смешка, му се наметнува тоа. Од друга страна, Пелистер веќе после ситуацијата со Вардар, сега веќе доаѓа во ситуација да стрепи за второ место. Прашање, има доста утакмици, не знаеме, по мене пак е прв фаворит за тоа второ место, без разлика. Теоретски и титулата уште не е решена. Не е решена, ама математички. Е во ситуација кај што е, нели, да речам тешко изводлива, иако Пелистер е екипа која што видовме дека минатите години под притисок може да игра затоа што има играчи од типот на Фитил, Дејан Манасков, Жарко Пешевски и Никола Митревски, кои што Што ми се допаѓа, сега те прекинувам, во листава сите беа македонски репортери. Да, па внимавам јако ќе кажам. Ама тоа е реално, тоа се играчите. Не е случајно, че дојдеме и до тоа, значи квалитетен надпревар во кој што видовме дека на првите 15-20 минути видовме може и поише две нефункционални зони, нели, и на самиот надпревар видовме како Лазаров се обидуваше 5-1, те со Стојковиќ, те со Џонов напреден, што беше комплетно оправдана
тактичка поставеност, но друга страна некако констатираме дека не капира тие напред што им е задачата, многу често отвараа средина, а во 5-1, барем ја како што сум го сватил како зона, ти не смеш да отвориш средина, значи не смеш предниот, не сме привлегување на два, а Лушевски ја рушеше на еден класичен насит со бек со еден од бековите на втор. И тука нели порано, ајде сега малку теоретски тука, порано таа 5-1 зона се трансформираше во 5+1, ајде да кажам, одеше на еден од бековите, нели кога ќе рашира тие два играчи, тој предниот земаше еден, ма тоа беше некогаш. Од ерата на Вори и на Червар, знаеме дека тој преден се спушташе на 8,5 метри и негова задача беше да брани диагонала, да нема добра топка и да има густина. И тие играчи да шутнат од некоја странична позиција бековите, не поволно. Така. И тоа не го видовме сега, Фити решаваше сам со жаре, како сакаш. И тука малку имаше проблем иако Галец даваше поддршка. И теоретски и тој ја држеше разликава транзицијата на Алкалоид и Галец како човек што голман кој што одбрани доста зицери, чисти топки, ги држеше Алкалоид привидно во некоја, нели, мислам, ги држеше Алкалоид во игра. Тие беа на -1, -2, па и -3, ама не беа изгубени. Видовме дека што се случи па наредните 15-20 минути кај што обратна ситуација, комплетно поддршка никаква од голман Пелистер, нели овој иранецот, буквално топка не пипна после првите два шута што ги одбрани. Тој со мислите бил во овој ормутскиот тест на изговорот. За жал, тоа е веројатно не му е лесно. Како ти делуваше, и тоа го искоментиравме еднаш, Алкалоид, односно Кире, големо внимание посветува на враќањето на Митев. Има сериозна минутажа и евидентно е дека од надпревар во надпревар е се подобар и подобар. Како ти делуваше? Митев одигра одличен надпревар, иако статистиката може не го кажува тоа, нели, како сме навикнати ние, но одигра одличен надпревар, особено прво полувреме. Сега јас вака на секвенци што се сеќавам, значи таму и Мартин Велковски, па и кога влезе Николов, многу топки, многу вишоци негови искористија. Значи пак тука ќе даме една дигресија дека централните бранители на Пелистер во името на овие искусните, нели, Хенингман, Граховац и Јапутович, буквално како дуел да не добија со играчите. Со било кој. Па еве и Николов кој што влезе, нели, како од клупа, како сакаше поминуваше. Така да од тој аспект Митев биди свесен, јас ти кажав и на купот ги гледав со пролет, Митев играше 60 минути не баре, значи знае Киро дека му требаат надпревари. Ние сите викаме уште не е тој што треба да биде. И тоа не е критика, тоа е комплимент за Митев, затоа што тој знаеме колку може, така да тој уште не е тој што треба да биде. Джордж е тек трети месец после повредата во игра, така грубо, трети-четврти. Да, надпревари, мислам дека ќе биде до баш, се има уште месец дена точно до Словачка, ќе биде, иако еве видовме дека има се повреди сега. Нешто со зглобот ли, немам јас информација. Подпрашалник е сега за купот. Се случуваат и такви работи, затоа што една повреда влече други, иако тој е многу силно момче и е многу важен за нас и за Алкалоид, не станува збор, значи за Алкалоид и Ѓорџиев го нема долго време, Карасманакис го нема долго време. Алкалоид многу трчаше што е очекувано, имаше брз центар, имаше транзиција, тука е неприкосновен, иако можам нешто да кажам тука што мене ми беше, да речам, симптоматично, значи странците и во двата состави беа на поднивото на задачата, особено во Алкалоид, значи Борзаш имаше еден релативно лош надпревар, тоа левото крило од дистанте секој ден се по, да не се изрезам лошо, се поизгубен, значи како дојде... По-невлијателен, да, значи лошо игра, мада и ја пак ќе кажам, крило кое што не може да учествува во одбрана, кое што треба својот
квалитет да го покаже само во напад е многу незгодно. Крило е позиција која што нели сериозно зависна од некој друг, така да не можеме да кажеме сега за некоја лоша форма, ама ајде да кажеме вака, влијанието негово во играта на Алкалуите е многу мало за ти да имаш човек од надвор. Иако ќе може да ми реплицира сега и нели Алкалуит и Лазаров дека на пазарот ги нема. Ги нема леви крила. Тука имаме едно подпрашање после, не само за леви крила, општо за пазарот. Ајде да се вратиме на овие, сега што ти ги спомнав, значи Ристевски и Атанасиевич. Сега, нели, се случи една ситуација, 25-17, влегува Ристевски во игра. Влегува као втора постава, да ја речеме, нели? И коментарите се сега... Ја прежаливме утакмицава, така? Не знам дали некој во сала мислеше дека тој например може да се врати назад. Сега може после, нели, после војна генерали се речат јас знаев дека ќе биде вака или се не знам, мислам тоа стварно беше надпреварот отиде. Летаргија кај Пелистер, нервоза, престана да работи, нервоза на одредени играчи, добро истрчани, добро изморени, не знам, главата долу. И од тој аспект влегува Самуил Ристовски, нели 2006-та, над 2 метра. Што би рекле во НБА garbage time, изгубено е, пушти ги маливе нека игра. Па и публиката беше коментарот, нели со луѓето што седевме, беше ајде сега нека добие на искуство детево на решена утакмица, на решен напред, така да. Сега влезе Самуил Ристовски и се спои со Павле Атанасиевич. Буквално, ја не знам дали 3 дуели изгубија за 20 минути. И буквално видовме друг Пелистер сега. Значи, тотално друг Пелистер, Самуил мотивиран, Киро Лазаров го напаѓа. А вие не се мотивирани Граховаца, Бутович и Хенингман? Не знам, сега... Јас сега потпишуваш за Пелистер, зимаш 10.000 евра, еве карикирам. Јас и тебе ти кажав на некаде 55-та минута, кога видов Граховац на клупа, дека нешто е замислен, не ли ти кажав. Сигурно размислува зашто мене ме донесува во оваа екипа, кога имаат ваков бисер во клубот и уште ми продолжија договор, ова е нереално. Значи, се работи за играчи кои што или се истрошени, или не се доволно квалитетни на ниво на кое што треба да му дадат на Пелистер. Тоа е веќе политика на клубот. Мене ме интересира тоа што пак секој ќе кажам. Само Ристовски покажа дека може да игра и дека може да биде. Тој не дека е сега во моментов најдобриот со своите недостатоци и во напад, во однос на поставување, во однос на читање на игра. Но тоа е 2006 година, има 2,2, 2,3 со 130 кила. Ја не се сеќавам да сме имале ние таков габарит на таа возраст да игра во таков сериозен клуб кој што се бори за сите трофеи. А Павле Атанасиевич, мислам дека беше нели меч винер, покрај што играше во одбрана феноменално со Самуил. Прво нивниот пристап, тоа треба да го не е ова за Пелистер. Пристапот на децата кои што влегува, на нашите деца во однос на играта е она што ние треба сме свесни дека македонците секогаш на дерби надпревар, секогаш поише капираат за што се работи ова. Значи ние гледаме дека странците знаат да одиграат во Лига Шампиони, во Лига Европа одлични надпревари. Најверојатно затоа што и поише им требаат тие во однос на себе промоција. Но јас искуствено и од таму кај што играв знам кога ќе доеше Вардар во автокоманда или Пелистер едно време, значи, знаевме колку му е тоа важно на клубот. Така да и сега се покажа дека само е сериозна перспектива. Мене ми е многу жал што во оваа ситуација кај што нели Пешевски е договорен за наредна година и Граховац. Не знам како треба да се мотивира, иако некој ќе ми рече да треба да се бори за место. Но еве ќе видиме овој надпревар дали ќе направи некаков помак во однос на размислување на луѓето во однос на ова. Павле Атанасиевич сме го збореле и грешил, и ќе греши. Не може на друг начин да научи. Ако тука не можеш да му најдеш место за да греши, пушти го на друго место за да се создава. Ама тука идеме до уште еден проблем во нашиот ракомет, а тоа е македонскиот пасош. Сме го збореле неколку пати. Значи македонскиот пасош стана највреден во македонскиот ракомет, во ракометот во Македонија. Нешто што ти обезбедува место во клуб
ама не ти гарантира место во игра. Не ти бара некаква посебна одговорност за тоа што го правиш. Треба да си редовен на тренинг, и да гледаш надпревар перфект. И да излезеш во постав. Да, купуваат играчи за бројка, или плаќаат играчи за бројка, а не ги плаќаат за да играат на терен. И тука уште еден играч видовме во пред 2 дена, пред 3 дена кога беше, значи Мирче Каледжиевски, кој што тотално, значи детето е во некоја тотална, да речам, изолација. Значи нема одиграно сериозен надпревар, ни полусериозен надпревар, а знаеме како дојде тука, знаеме што значеше за таа селекција на Раде и Бранче. MVP беше буквално беше најдобар играч во напад беше на таа селекција на тие две првенства кај што Македонија правеше чуда, да кажеме чуда. Така да и од таа ситуација ние сме во ситуација да нели еве и кога тајник го нема, ние го немаме негово состав и пак ќе кажам, не збориме тука сега се направи ситуацијата дека збориме за Пелистер затоа што надпреварот беше околу Пелистер, а ваму иста ни е ситуацијата, еве ќе се проследиме во Вардар, таму го имаш еден Марио Стојановски кој упорно ја чека својата шанса. Го имаш еден Ќосевски кој отиде во потрага, ама и таму ќе ја чека својата шанса. Таму имаме еден куп во Охрид, сега се префрлиме, Кукуловски, не знам уште кој некој. Кукуловски, Танковски го има во Вардар, така. Веќе полека ги подзабораваме. Ги има многу, а нас ни е болка и затоа го збориме ова. Иначе не би го збореле. Нас ни е болка затоа што многу брзо ќе дојде јануари месец. Глед, тоа правило со тие 8 странци на некој начин нас не изгледаше добро, 9, сега ни изгледа како меч со 2 оштрици за македонските играчи. Значи, тоа е секако меч со 2 острици, дека тука по мене мислам дека федерацијата, ако и мисли добро на македонски ракомет, затоа што ти клубовите не можеш да ги зауздаш, по мене, тие сега веќе влегува во една фаза кај што меѓу себе се тркаат, видовме дека и АЛКЛ и тоа ова што го слушаме неофицијално. Се отвара за странски играчи, што мене не ми е воопшто драго, искрен да бидам, не ми е воопшто драго. Ако е вистина збориме, ние не знаеме. Но ако е вистина, веќе бројката ќе оди наредна година минимум на 5, а тоа значи помала минутажа за Карасманакис, помала минутажа за Галевски, помала минутажа за Велковски, помала минутажа можеби за Митев, Дамјан и тана. А тоа значи дека нашите деца, нашите играчи во јануари ние не можеме со недоволна минутажа да бараме дека ќе бидат поквалитетни, особено ние младите. Така да од тој аспект ова не е добра работа што го принудија на АЛКЛ, го принудуваат, му прават притисок. Ама муабетот ми беше дека ти не можеш да ги зауздаш сега големите клубови, големата четворка, ако не им ставиш некаков лимит. Да, и по мене мислам дека ако нешто треба наредни години да се смени во Македонија, тоа е секоја година да се намалува за еден странец, не нагло. Значи за еден странец да дојдеме до 6 за некои 3 години, нормално, за тоа време да имаат екипите можности да се адаптираат и да ова лига да се скрати по мене на 8. Поентата ќе биде дека ти македонските играчи што ги имаш во ростерот мора да ги играш. Мораш да ги играш, да. Така. Мораш да ги играш. Особено што ние ќе речат нема доволно квалитетни, ама еве како дојде во ситуација сега Карапалевски да дојде во Охрид и ќе мора да учествува во игра, претпоставуваме, се надеваме дека ќе учествува затоа што и во Шпанија имаше, барем по ова што го слушаме, имаше солидни настапи, значи ќе може. Па и Ќосевски во Охрид добива солидна минутажа, имаше шанса и да го реши дербито во Битола, нели играше многу повеќе него во Вардар, така да ќе дојде ситуација, но мислам дека 9 странци за ова наша лига, за ова наша економија, за овој наш спорт се многу, особено што и за онaj апетит што го имаме на репрезентативно ниво. Па не, ние индиректно за тоа и разговараме овде, затоа што јануари ќе дојде и ние ќе чекаме некој да настапи, ние немаме надвор играчи. Нашите играчи не му држат место на никој надвор. Ние имаме два играчи имаме надвор сега. Талески и Томовски. Така да нашите играчи тука, ако не играат во Алкалоид, во Вардар, во Охрид, во Пелистер, нема каде да играат вакви надпревари.
Така да од тој аспект, пак викам, може би звучи романтично или нереално, но јас мислам дека до 2029 таму треба да најдеме начин, 2029-30 да најдеме начин да ги смалиме на 6. Тоа е доволен период да некој работи, регрутира млади играчи, ама и тоа е прашање колку е доволно, затоа што ти се вратиме на самоуристост. Значи ти го имаш тука, покажал во младински категории, на високо ниво, на светско првенство, на европско првенство, покажал дека може да игра, немаме доверба во него. Ако ти немаш доверба како тренер, тој како ќе има доверба? Дозволи му да сгреши неколку надпревари за да го даде најдобро. Тај сега кога го спомнавме веќе во 2-3 наврати Охрид, тоа е клуб за кој што последниве неколку сезони се почесто и почесто зборуваме, а годинава може и најчесто ќе зборуваме за него, пошто на некој начин почна да прави сериозен исчекор. Од она што беше желба да се влезе меѓу првите 3, значи, нели? Влегува во големата четврка, па и сега меѓу први 3, сега наеднаш се во позиција да се борат за високо второ, теоретски и прво, математички, и од она што беше поминување на некаква зима во Европа, така наречена, нели? Или супер полуфинале, сега наеднаш амбициите се трофеј нема, реално и гледаме дека како никој друг клуб како да кој термин да го има неограничен буџет. Има неограничен буџет и има агресивен настап на пазарот и не се либи се што ќе му биде вака слободно, а интересно да го донесе. Носењето на Карапалевски, носењето на Јапонецов, претходно годинава 3-4 Борозан, не знам се што можеше. Борозан, Пивотов, Хрватов, од Нексе го донесоја, значи еден куп играчи донесоа во текот на сезоната, ама мора да признаеме дека освен Вейн кој што дојде со фабричка мана и кој што нели замина после непосредно декември месец кога беше замина, сите други играчи се имплементирани и играат и се, да речам, оправда. Значи не можеме да кажеме Филиповиќ сега дека не оправда, не можеме да кажеме дека овој нели Хрватов сега од Нексе. Анте Иванковиќ. Пикеро, што дојде од Германија, дека Анте, дека Стрмљан не. Сега некои работи кои што ги донесоа беа и усилени, нели? Јотич им доби тешка повреда, него до септември го немаат, односно го немаат, веќе него му завршува договор, прашање дали ќе остане тука. Сега ова што се случи со нели со Јапончето од Вардар, нели условно кажано, кој што е во Кувајт, е нешто што во моментов тие како што рече ти, не се мислат многу кога е во прашање дека тие дојдоа во ситуација да се борат за трофеј, европски трофеј. Значи, оној што нели лани Елка Луид го освои, сега тие се во ситуација прво со Целје, а понатаму и со извиџачи или Татабања да играат за европски трофеј, што не е нереално, напротив, мислам дека и се фаворити во оваа ситуација, барем со Целје, во однос на искуство. Са Целје ќе знае веќе дојде овде со помлада екипа, тоа што ние го сакаме, со една екипа која што ќе се растача по терен, ќе кажам, че Ракоме ќе предава, колку тие се искусни, колку тие се созреани за да го добијат, видовме со романците дека се, ама колку ќе можат да истраат со ваква искусна екипа на Охрид, затоа што и Анте, и Стрмљан, и Борозан, и Пивоти, и Јагориновски одлично игра, Џукиќ е сериозно искусен, Олевски, така да колку ќе издржи Целје, се надевам дека нема да издржи, дека ќе игра финале Охрид, али е екипа која што е омилена меѓу менаџерите, мора да кажеме, значи сигурно е омилен клуб на менаџерите, затоа што постојано го гледам таму и расадник име и тие се тука нели нормално за да убацат некој свој играч. А од друга страна и Европа го запозна. Една промоција на дополнителна на Охрид, на нешто во што нема некоја традиција, но нели за се има почеток.
ете, за 30 години ќе кажуваме дека Охрид 2010-15 година почна да оди нагоре, видете кај е сега и така натаму и така натаму. Мислам, ја не сум некој човек што се држи сега традиција, не традиција, секоја традиција почнала од негде. И Пелистер почнал од негде, и Вардар почнал од негде, и Струга почнала од негде, и Охрид почнал од негде, дај Боже да е ставено на... Во традицијата, по наши стандарди, испаѓа дека е подобро да обстанеш, отколку кога си постанал. Еве, металург, така, зборуваме за нешто што беше бум, ама не обстана, така да небитно е... Тоа е една тема која што ја дискутираме последно време со луѓе кои што ги ценам исклучително и се попаметни може од мене малку. Она што и со тебе ги имаме зборено, имам впечаток дека периодов кој што го врвиме, а не сме свесни дека е исклучително успешен во сите аспекти. Јас зборам периодов сега 10 години, значи од 2015 па може и малку некоја година порано, нели од кога Македонија е редовно на големи надпревари, беше Металург, Вардар да не збориме што направи, продолжи Пелистер да игра Лига шампиони, Вардар сега се враќа, Охрид се јавува, Алкалуите 5 години. Имам впечаток дека не го валоризиравме доволно во однос на тоа што треба да значи ракометот во Македонија. Во однос на промоција и масовна промоција и не само тоа, него во однос на тоа што клубовите треба да го сработат долу. Значи не викам екипите, викам клубовите, затоа што екипа е 20 луѓе кои што ќе играат и ќе направат, може да станат и европски шампиони, ако ги собереш. Ама клубот надолу е многу повеќе од само прва екипа. Затоа викам, значи мислам дека требаше и можеме наредни години, се надевам дека ќе трае ова, затоа што реално ова е нешто нереално за нас. Нешто нереално. Значи 4 екипи кои што сега во моментов еден на друг си дишат во врат и претпоставувам дека само читаат кој каде потпишал, кој обновил договори, тоа е стимулативно делува на другиот. Не е реална споредбата, ама во моментов Германија изгледа подобро од број на екипи кои што се конкурентни. Да, многу е тешко. Можеби Франција сигурно, така? Германија, Данска сигурно Данска нема збор, значи Данска има. И евентуално Португалија. И ајде да кажеме дека можеби да се сврстиме у топ 5 лиги на некој начин. Тоа е да, по натрешна компетитивност. Да. Не, во натрешна компетитивност сигурно е втора лига, не е ни пета. На тоа мислам, на натрешната компетитивност. Кај имаш па немаш во Унгарија се две, во Франција е неприкосновен пасаж за прво место, има уште 3 екипи надолу. Данска има 2 екипи сериозни, така да затоа земат Германија прва. Се сериозни таму, ама од тој аспект да. Можеме Португалија да кажеме дека иако Спортинг доминира последните години, ама Порто, Бенфика е добра, таа е одлична лига и видовме што донесе за Португалија. Но не знам, ја не сакам некако не си дозволувам да се радувам на ова компетитивност што имаме. Тоа е супер ако тоа полни сала, ако тоа има прайм тајм термин на прв канал, на најгледана телевизија, ако ние имаме позади тоа се што носи спортот. Затоа викам, ние имаме квалитетно, реално дербито во предвадена го гледаа 500 луѓе. Значи, салата може беше 80% полна, 90%, ма тоа се 500 луѓе. Тоа се 500 луѓе. Затоа зборам дека ние не сакам да размислувам дека е се така розово. Иако ни ласка нас кој ќе комуницираме сега со Босна, Србија, Црна Гора, па и Хрватска или Словенија и кој ќе ти каже некој што се случува таму долу. Што правите, вика, вие сте лудаци, вика. Буквално вие сте лудаци, што правите, значи тие почна да се вртат некои цифри кои што се нереални за Македонија и тоа не во една екипа. Веќе се 4, така да дај да го искористиме ова. Тоа е прво да потрае и второ да го искористиме. Да го искористиме. Едно прашање што еднаш го начнавме, ама никако да го изартикулираме, а единствено 24 ракомет малку се позанимава со таа тема, ама пак као да застана, мислам дека тука треба малце повеќе да се зборува и повеќе да чуеме фидбек од клубовите, а тоа е таа некоја регионална лига што според мене се наметнува, не знам која бара, која иницира,
во еден период видовме дека е многу интересно, меѓутоа бара многу подготовки, бара многу финанси, бара многу реорганизација на домашните првенства и во крајна линија во ова апропо муабетот за внатрешната компетитивност на македонската лига, мене ми делува чему? Односно непотребно. Или со поетски метафори употребени, можеби таму да ги пратиме Бутел, Тиквеш, Пелистер 2 евентуално и Прилеп. Сега ја немам информации, нели се ова што читаме, гледаме, слушаме, некако ова идеја за некако доаѓа од за горе, регионална лига ми се поклопува со создавање на проектот ракометен клуб Партизан. Добро. Мене. Значи некако ми се поклопуваат и ветерот некако како од таму да ми дува, дека тие се иницијатори. Како во времето кога Вардар и Металург баш во таа сеха почнаа некако да... А и логиката налага, кај што Партизан наредни години ќе биде апсолутен владар таму, по ова што гледам и што окупува, нели, кој застанува позади како стручен штаб, во ситуација која Војводина со низ нафтена индустрија отиде во една друга крајност, кај што ги имаш Динамо, Панчево, Металопластика и така натаму, клубови кои што се на ниво развојни клубови кои што се можеби нијанса погоре од Бутел, Тиквеш, Пролет, и во таа ситуација на Партизан покрај Европа ќе му треба и тензија и во постојана тензија. Така да мислам, не знам како е Србија, ама во овој момент они не можат да сметаат на сигурно место во Евролига. Не, во Лига шампиони. Лига шампиони нема да во Лига Европа дали има место? Не, мислам дека во Лига Европа, мислам дека во Лига Европа ќе играат, знаеш дека ЕХФ како функционира, пишеше пред некој ден ти за тоа. Знаеш дека како функционира, тоа е се систем на лобирање, иако тие фрлат едно око таму и гледаат дека Рао е таму и дека сега дојдоа Кулеш и компанија, значи сигурно нема дозволат да не игра во Лига Европа, да не те чуди и Лига шампиони, затоа што се проширува, да не те чуди. Значи да не те чуди и Лига шампиони, не го прават тие без информација ова, мислам не се наивно. Огромна е инвестицијата во Партизан. Апсолутно, пазарот, Србија, поддршката, арена спорт, популаризацијата на ракометот, Србија е сепак огромна земја за балкански услови, спортска нација, велесила во многу спортови. Така да, од аспект на тоа од кај иде идејата, мене ми изгледа ова дека идејата доаѓа од Србија, доаѓа од, ајде да кажам, дури не можеби не од спортски клубови, дури од некои политички клубови, кругови, што не е ништо страшно. Нивниот интерес е Партизан да најде 4 екипи од Македонија и пола екипа од Црна Гора за да игра лига, за да игра силни надпревари. И сега вие ако слушате медиумите во Србија, ќе кажат што би значело да дојде Партизан во Битола, што би значело да дојде Партизан во Скопје, а ние годинава во Битола ги видовме Магдебург, ПСЖ, или ги видовме во Скопје Мелцунген, Бенфика, иде Монпелје за една недела. Така, значи, да, би значело Партизан, некоја југо носталгија во однос на името и големината на клубот како спортски бренд. Сега, од друга страна, ако треба во еден збор да кажам, јас сум изричито против таа лига, затоа што ние немаме никаква потреба да учествуваме во таа лига, не дали нашите клубови ќе добијат таму нешто. Како ние ќе го изменаџираме неиграњето на тие клубови во наша лига. Затоа што ако ви Вардар, Пелистер, Охрид и Алкалоид имаат европски надпревари, и имаат регионални надпревари, и имаат домашни надпревари, и имаат куп надпревари. Невозможно е да играат домашни. Ние треба да ја осакатиме домашната лига, трнво здрава нога да ставиме, за да направиме услуга на некој во Белград да добие надпревари. Видовме Будучност што одлучи пред недела. Да, тоа не се одлука, да. Не играм. Со кого ќе игра Будучност во регионална лига? Со ЖРК Вардар, со Џорче, со Чај, со Куманово или таму во Србија. Јагодина. Да му понудат на Будучност да игра со Подравка, со Крим
и со уште две екипи, три со Джер, да видиш како ќе прифати. Така, значи ние во моментов немаме никаква потреба да учествуваме, барем од она што ние го знаеме и збориме од спортски аспект. Не навлагам геополитика и јасно, лобирање. Тоа да, значи сега е. Друго прашање кој ќе ги поднесе трошоците, што е второстепено во овој момент. Ако ја ќе кажам една паралела што може сега да изгледа, да речам, дискутабилно. 2014-15 литванска кошарка, Литванска федерација одлучува да излезе од регионална лига, таа БТЛ нивната, да излезе со една цел. Затоа што Литвус Ритас и Žalgiris, играјќи во таа БТЛ, се приклучуваат подосна во домашното првенство. Го искратуваат останатите 10 екипи во литванско првенство да одиграат по 4 надпревари со најдобрите тимови. Младите играчи во тие 10 екипи да покажат со Литвус Ритас и со Žalgiris што можат, да бидат стимулирани и мотивирани. Значи во текот на целата година. Истото ќе се случи овде. Која е мотивацијата потоа на Бутел, Тиквеш, Пролет, еве не знам, Прилет, кој што исто сериозен клуб се формира таму, гледаме, која е мотивацијата нивна? Значи, нема. Всушност цела година играат плей-аут. Значи, тие ќе играат, да. Сега ние ќе чекаме април месец да дојде за да. Така да, од тој аспект, ајде сега, значи, накратко, не гледам причина ние во оваа ситуација. Ако ние дојдеме во ситуација за 2-3 години, овие 4 екипи наши, да се преполуват на 2, секако дека ќе го смениме мислењето. Но во моментов, пак ќе кажам, ова што го кажав за литванската кошарка, значи, Литванија успеа преку тоа да ја издигне лигата, да ги поттикне другиве екипи, да уште поише да инвестираат, затоа што се овие присутни. Значи, тоа е радикален чекор, да излезиш од лига кај што се најдобрите советски, поранешни советски екипи. Значи ЦСКА, Уникс Казан и така натаму. Се збориме, ова е 2014 година. Пред Украина, циркузите и сето. Така да, ние треба од тоа да учиме и да гледаме нашиот интерес, но не знам колку имаат простор за маневрирање и федерацијата, колку се прашува и колку се прашува клубот. Са ти рачунај дека Охрид треба да дојде во Нови Сад. Слушај, може да не се случи сценарио како гостувањето на Охрид во Јане со Вардар? Па Вардар и Алкалуит и Пелистер и Охрид да ги праќаат младинските тимови. Па види, ако ние имаме ситуација дека некој ќе праќа втор тим, се случувало и тоа. Ние гледаме дека сега е густ распоредот. Така, купимаме. Роевич вика ја не можам дојдам во Скопје, затоа што ја имам прегуст на распоред. Од друга страна Вардар со Алкалуит преговара за поместување, пошто доаѓа Монпелје. Така. А овде уште еден распоред, пак ќе кажам, што би добиле 4 екипи кои што се квалитетни, се македонски, со еден квалитетен противник, несомнено, како Партизан, 2 пати во годината. Што би добиле? Ништо. Мислам, многу малку во однос на тоа што би го добил Партизан. Може би во тие 2 надпревари нешто да добие. Што ќе добие во ние останати 8 надпревари? Колку би биле? Нели 8 со Динамо Панчево. А да не забораваме дека во таа лига најверојатно ќе треба меѓу себе да се судрат пак. Повторно, да. И да не забораваме да не ги заборавиме црногорските клубови, така, кои што се во уште полоша ситуација. Значи уште полоша. Тие се под ниво на Бутел, Пролет, Тиквеш. И само замислите едно патување до Цетини. До Цетини. Со што се оди? Со 3 дена јавање, така. Значи, од тој аспект, мислам дека комплетно, ако сакаме да се заштитиме, прво треба тоа, второ, спомнав претходно, наредни 3 години, да се намалат бројот на странците по 1, како што го зголемија 9, сега да дојде 8, но тоа да се направи во јуни 2026, 8 да важат од јуни 2027, 7 да важат 28, 6 да важат 29. Имаме период, имаме време да се адаптираме. Работи, скаутирај, инвестирај во своји деца, верувај, дај им шанса, доби. Затоа што ние се носиме во ситуација кога на пазарот, а не знаме, веројатно луѓето што работат посериозно во ракомет, кои што се вклучени во креирање на овие екипи, 4 кои што бараат играчи од надвор, може и да го потврдат тие, како никогаш досега има недостаток на квалитет во Европа на квалитетни играчи.
Во таква ситуација, ние се носиме слично како и во земјоделството наше. Наместо ние да произведуваме храна и да извезуваме, ние увезуваме играчи, наместо ние да произведуваме. Не подценувам јас значајот на резултатот, и резултатот си го носи своето. Ама мора да најдеме некој баланс, да му дадеме на Каладжиевски, да му дадеме на Ристевски. Че дојде Трајчевски за 2 години, еве го волку. Ај ова да кажам, ама нема да кажам кој кажа. Вика, на надпреворот Алкалоид Пелистер шутира овој бразилецов битолски цел гол го промашува и муабетов е. Од Бразил дојде во Битола, голот немаш да го погоди. Стан му плаќам, сертификат му плаќам, плата му давам, карти му плаќам, место фаќа и голот немаш да го погоди. Сега добро, пак ќе кажам. Ова е најдобар пример зошто играчите што ни доаѓаат овде се со таков квалитет. Ова што го кажав претходно. Исклучително тешко е да донесиш квалитетен играч. Ги нема. Затоа треба да ги произведиме. Имаме деца, имаме таленти, имаме талент, имаме интерес кој што треба да го преточиме в сала. Имаме пари да создавиме услови. Ние со исклучок не потенцирам никого. Ретко кој работи индивидуално со децата во клубовите. Уште едно прашање за тебе, пошто сум на Мекици. Тоа е супер. Супер се Мекици. Да е жив и здрав. Или жива и здрав. Тивко ми помина тоа, јас пишав една мала колумна на таа тема. Тивко ми помина трансферот на Стоилов од Вардар, односно од Слободен Херој во Бутел. Добро, јас Столе сака да работи, оно би го цитирал него, јас сакам да сум во ровот, нели сакам да сум таму, да работам, рече дека разговара, баш сакам да работам, нивните планови, нивната идеја, да имаат македонска екипа млада, се поклопува со она што во моментов ја го размислувам. Не го гледам како нешто лошо, напротив, мислам дека еве и Столе, ако сака да се бави во перспектива и да биде тренер, можеби на многу посериозна екипа од Бутел, треба од негде да почне. Така да тоа е идеална средина. Јас потенцирам цело време дека Пролет, Бутел, па и сега и Прилет, еве и Кавадаци, се многу важни алки во нашиот систем. Без нив ние, ова што збориме да направиме играчи е невозможно. Тешко добиваат шанса. Значи ти, сега пак да не го земаме само Ристовски за пример, ако само Ристовски не може да си дозволи минутажа во Битола, ќе може веројатно во Прилеп да си дозволи. Ќе игра во истата таа Суперлига. Така, ќе може да си дозволи. Игра против Вардар, Охрид, Пелистер. И уште потешко ќе му биде. Така да тие се сериозна алка, а Столе во таков клуб сигурно ќе даде една тежина со тоа што мора да констатираме дека прашање во интенцијава твоја можам да е предпоставам дека е во насока дека Вардар изгуби еден сериозен. Ама тоа со Вардар тоа ми е веќе конвертирано, абсолвирано. Значи недозволиво е. Тоа мислам на еве една лоша паралела со тоа како се почитуваат некои ликови во надвор од држава со Вујошевиќ. Иако знам дека Вујошевиќ не беше на добра нога таму, значи знам дека секогаш како еден бунтовник кој што е огромен работник, еден од најголемите тренери во историјата на кошарката, кој што создал безброј звезди, знам дека не беше омилен. Барем не на оние луѓе што го водат сега Партизан или луѓето што стојат позади тие што го водат, што го финансираат. Но она што го видовме ние последниве дена е сериозно почитување на него. И тие од тоа знаат да направат пиар и од тоа да направат позитивен пиар за себе си и за клубот. Значи, ние некако не успеваме да им даеме внимание на луѓето кои што дале нешто како Столе, иако ние не ги немаме сите информации, што би било понудено на Столе, па тој не сакал тоа да го прави или не знам како и да е. Ние поважно и гледаме работите. Ќе повечеме црта, Бутел е добра дестинација за Столе, има 2 години и он да се преиспита
Да види дали е за дали е за таму, да. Дали е за Не памтам кога Столе последен пат бил во екипа која нема шампионски амбиции. Најверојатно не бил. Никогаш. Така да ќе го видиме во едно такво Се светло влета на 15 години, значи на 18 години. Сакам да поентирам дека целиот овој мозаик македонски ракометен ми се збогатуваме. Да. Значи ти да ги гледаш на клупа. Стефче, Киро, Столе, така. Имавме една ситуација пред 2 години, нели? Во плейоф сите беа македонски тренери, така да Па дај Боже да се врата си Бранче и Иве. Така, Раде, така. Данило прави големи успеси. Но секоја слика му е со значи, пекар. пак Данило нема слика без пекар. Остави слика пекар. Види, пак ќе ти кажам, слаби сме, знам дека и ти си слаб на нашите луѓе, условно кажано, без разлика дали е играч, дали е чувар во салата или е тренер. Слаби сме на нив и секогаш ќе ги потенцираме, особено во ситуација кога ти во еден клуб имаш старо железо и суво злато. Значи со тоа сакам да завршам. Нема да завршиш, ми текне уште едно прашање. Апропо муаветот од пред некој ден над преварот. Значи, имаш суво злато и Ристерс. Значи имаш суво злато, ти ставаш старо железо да игра и нека биде еве и критика и нека го сватат како критика. Значи спремни сме да ја истрпиме и да ги поднесеме консеквенците, затоа што поготово во ситуација кога Граховац не ти носи резултат, ја не гледам, ја не ја гледам логиката или ние не можеме да ја видиме целата слика, не сме доволно капацитетни или ама добро, можеме да си правиме, можеме да си фантазираме и да се критикуваме. Викендов ќе биде купот. Не знам како ќе стигнеме видео да го објавиме, небитно, ама да си дадеме ние да си ковертираме. Јас си обожавам така да си ковертирам по некоја прогнозичка. Па гледај, спортот е и во тоа, да навиваме, да се надеваме. Па што ти реков јас, така? Ти кажав ја дека Реал ќе спадне. Значи имаме Final Four. Final Four голем, кој што се игра, дека ќе добие кој што се игра на Nowhere's Land. Не отварам тема. Се игра во Дубај. Да, се игра во Дубај. Не отвараме таа тема, ќе отвориме кога ќе заврши. Види, беше тешко да се одреди домаќин, мора да видиме реално. Да, не беше лесно. Кој да беше ќе имаше предност. Ја би сакал Велес да имаше сега сала, да ја реновира, еве поздрав до новиот директор, кој што е наш човек, кој што има планови тоа да го направи, здравје Боже. Велес да има убава сала е, нели, преракометен град и да му донесиш 4 екипи, Централна Македонија, на никој не му е далеку. И женските ќе дојдат. Какви такви ќе дојдат? Така е, не зборам сега за машкиве. Еве едно мое размислување, ние, ако се сеќаваш, кога бевме во Лерин на кафе пред Пелистер пасажа, зборевме нешто за купот. И тоа уште стои како разговор. Како опција, не го кажа. Како опција. Мислам дека треба да сватиме дека купот е една убава атракција. Производ. Еден убав производ кој што треба да го накитиме, убаво да го промовираме и тоа да биде баш промоција на ракометот без оптеретување, затоа што сега може ние како клубови кои што функционираат ќе кажат освои една титула, една е титула. Купот е куп. Не му намалувам вредност, само сакам да му дам друга насока и друга тежина. Тежина во однос на полна сала, дали е Струница, дали е Велес, дали е Кавадар. Се кажав ја, не беше едноставно да се одреди домаќин, особено што Охрид стана конкурентен. Многу конкурентен. И сега не е исто да играат во Охрид сега и пред 2 години. Скопје, исто така, имаш 2 екипи. Тука ги ставаш битолчани во некоја ситуација. Битола одма, ако биде домаќин, знаеш каков е. Таму не можеш да добиеш карта, тоа е религија. Така да не беше едноставно и ова ќе го сватам како нели помала разумен компромис, така. И иако не знам што можеме да очекуваме во однос на тоа. Ајде сега прогноз. Сега во однос на она да ми кажеш пароме, Алкалоид Вардар. Ќе ги изгрешив, ајде ги. Алкалоид Вардар? Охрид Пелистер, така. Охрид Пелистер, да. Или Алкалоид Вардар, добро, сега нели Вардар е во некоја ситуација кај што е пун себе, има добра самодоверба, има добра екипа, можеби најдобра од сите. Можеби моментов најодморен.
најодморен, па и Охрид доста одморен, играше во петокот со Тиквеш дома, доби одмор, за разлика од овие две кои што завчера играа, вчера одмарале, денес ќе имаат тактички тренинг, утре возат за ова, така да не е за цитење. Не е незначајно, иако последниве години видовме купот, нели, Алкалоид, убаво изненади една година и со супер куп и со куп освајање, така да може све да очекуваме, не е небитно дали Марко Митев ќе игра, дали ќе игра Марко Митев во Струмица, огромна разлика, особено кога Игор Ѓорѓиев го нема, значи тука веќе сериозно стеснуваш ростер и си ограничен, така да Вардар е фаворит, но мене ако ме прашуваш после она што се деси во Автокоманда, ако на некој најмногу му треба овој трофеј, тоа би тоа, по мене. Значи најмногу им треба овој трофеј, како некое залечување на рани, иако не е нели раната кој знае колкава, не е дупката голема и длабока, ама мислам дека нив иако нели Охрид сега го донеси јапонецот и нема тука бара. Дека Охрид ќе си ги стесни амбициите, дека можеби малце по-лежерно ќе влезе во трофеј ова, за нив е голем трофеј. Сад види, плюс изборуваме за спортски ритам. Пелистер кој освои 3 титули со ред, шампионски. Сигурно има една тежина трофејот, за Охрид има друга тежина. Тоа е прв трофеј во историја на клубот, што би го освоиле. Не знам зашо не би го освоиле, имаат се што треба. Па еве, апропо на Роевич, жалопојките. Добро, ние минатиот пат Роевич нели зборевме дека е различен тип од Киро. Не сакам луѓето да сватат дека ние Роевич го омаловажуваме ракомет. Апсолутно, тој покаже и во Грција, покаже и во Битола дека ракометно тој ја има ситуацијата. Она што мене го дискутиравме тоа беше начинот на кој што тој реагира на прва топка. Значи Киро напаѓа суди, Роевич плачи кај суди. Тоа е карактер и тука нема шо. Во ракометно можеше во Струмица ќе покаже Роевич кој, иако јас не сум љубител на тренери кои што доведи ми овог, доведи ми оног и цело време тие имаат кусот на играч. Имав еден таков во Битола кој што цело време збореше за буџети. Да, значи само дека не сум љубител на такви играчи и последново носење на јапонецот супер е. Дај ќе освоиме европски трофеј, ама малку е тумаче, малку е Ајде во проценти. Во проценти 35 Вардар, 30 Пелистер, 65 имаш, ти останаа уште 35. И овие Охрид и Алкалоид по 17. По 17. Мислам дека таа е ситуацијата по мене, иако што и да кажеш после она во Битола што се деси со Охрид, што и да кажеш после ова што се деси во Автокоманда, пак на крајот Вардар е доминантен фаворит од секој аспект, но еден надпревар, има ден голман, нема ден голман, видовме што значат голманите пред 2 дена, кога Гарец го имаш, кога го немаш овој Ахмединеджад или го имаш Никуч кој што како старо добро вино е, знае кога да одигра, пак се враќаме на она, пак наш човек одбрани и ја донесе победата, така да само се надевам дека ќе има доволна медиумска покриеност, не само од нормално од македонската телевизија која ќе го пренесува купот, него и од останатите медиуми, затоа што мене тоа ми е поважно како неутрален гледач, отколку кој ќе РФМ се ангажира, има покани до медиумите околу транспорт, околу се надевам дека сите ќе ги прифатат тие покани и дека ќе бидат таму, дека ќе пренесат дел од атмосферата. Тоа е многу важно. Не е едноставна дестинација Струмица за патување за жал, за да се скокне. Не е едноставно и што е петок недела. Плюс е петок недела, да се скокне па да се вратиш. Едно е сигурно, ќе гледаме најмалку 3 одлични надпревари. Значи, едно е сигурно дека треба наредни 2 години, 3-4 од него да создадеме сериозен бренд, да му залепиме едно име како спонзор напред, како федерација и тоа да го претвориме во фестивал на ракометот,
А тој кој ќе победи, нека се степа, нека се... Имам уште неколку прашања, ма ќе тераме следната недела да не ми се изгledат мекиците. Имам една неутрална македонска тема, може нас да не допре, тоа е на многу надпревари од Лигата на шампиони видовме полупразни сали. Многу интересна тема. Ќе го оставиме за понатамо, ќе кажам дека глобализмот тешко, кометот со ваква федерација, тешко се бори со глобализмот, тешко се бори со фудбалот, со кошарката. Имав тема кај што треба да искоментираме што се случи на најдобрите наши судии од ДХФ. Ја еднаш кажав дека толкав криминал направиле луѓето, направиле ли воопшто, имаше ли истрага и или е некоја опашка, или е некоја показна вежба, што не знам дали тоа. Немам информации. Имам неколку теми. Ако имам некаква забелешка, е тоа дека во делот на пиар, кризниот пиар, многу е незгодно, да не кажам друг збор, многу е незгодно кога нема да излезеш ти со свој став. Значи во кризниот пиар ти мора да излезеш. Тогаш мора да си најгласен. Зборам во однос дали е фирма, клуб или физичко лице, федерација, значи и федерацијата, а и судиите мораше да излезат со некаков став. Ја не знам дали федерацијата не ги заштити или не, немам информација. Но мораше, нели и Славе и Џоле, мораше да најдат начин да излезат, за да, ако беше тоа возможно, да го изнесат својот став, па макар и завршиле со судење. Следната недела ќе ги викнеме и ќе разговараме со. Супер. Ајде. Одам на мекиција, ќе си правиме, да е живо и здраво. Да е живо и здраво.